20 часот и 30 минути време за отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва ова отворено студио ќе го посветиме на веста на денот. Председателот Иванов доцна попладнево на пресконференција се обрати и кажа дека носи акт со кој што се укинуваат сите кривични постапки кои што се поднесени во изминатиот период без разлика дали се однесуваат на лица од ВМРО ДПМН или од СДСМ. Односно со ова председателот Иванов смета дека ќе се стави крај на политичката криза. Што значи ова одлука на Иванов и ќе стави ли крај на политичката криза? Оваа вечер во отвореното студио на телевизија Нова имаме универзитетскиот професор госпоѓа Тања Кракамишева. Добро вечер и добро дојдовте. Благодарам што секогаш се одзивате да им објасниме и на нашите гледачи што се случува во политичките и општествените процеси во Македонија. Еве и денеска повторно имаме една силна ситуација. Па затоа и ќе почнеме што значи ова што го направи председателот Иванов денеска и актот кој што го донесе. Па овој чин може или овој акт може да значи многу. Зависно од тоа во која диоптрија го гледаме, зависно во тоа со каков фокус и со какво внимание и со каква енергија го примаме овој акт. Значи, фактот дека председателот на државата има уставна и законска можност, меѓутоа и уставно и законско право да донесе вакви акти, врз основа на кој што ќе ги прекине сите постапки кои што почнале или кои што се во предистражна постапка, кои што се во истражна постапка или кои што се во понапредната фаза, кои што се врзани со, би рекла, одредени кривични дела. Значи, председателот има право во секој момент, во секоја фаза од кривичната постапка да донесе акт со кој што ќе ги прекине постапките во судот и на тој начин фактички ќе овозможи на лицата, ќе му овозможи на лицата да едноставно не се теретат или врз нив да нема повеќе обвиненија кои што му биле ставени на терет. Токму затоа председателот на Републиката денеска кажа дека со овој акт има за цел, значи да ги прекине, да направи општ прекин на сите постапки кои што се во тек во судовите, меѓутоа имајќи ги предвид презумпцијата на невиност на сите граѓани кои што се наведени во неговата одлука. Јас формално правно немам видено неговата одлука. Дали ова значи дека конкретните случаи кои што се офатени со оваа одлука треба да бидат наведени еден по еден или пак сепак ќе се смета? Значи поименично треба да бидат наведени, затоа што е таква уставната и законската надлежност и должност на председателот, односно неговото право. Меѓутоа, она што е битно е дека тој не навлегува во невинноста, односно во виноста на би рекла на лицето кое што е во рамките на тој акт, туку врз основа на негова проценка за одредени прашања кои што имаат национално значење, односно кои што се од национален интерес, тој тоа го прави. Целото обраќање внимателно го слушав на председателот на државата и целото негово обраќање беше во тој контекст, дека оваа одлука ја носи согласно националните интереси на државата, воден од клучните интереси за, би рекла, понатамошното обстојување на Република Македонија како нормална демократска самостојна држава. И сега целиот тој, би рекла, чин на одлука на председателот, бидејќи претпоставувам дека председателот има многу поголеми информации од тоа што ги имаме ние, тој многу подобро ја знае состојбата политичка во Република Македонија, многу подобро знае кој се е вмешан во оваа политичка игра која што ни се случува на политичката сцена во Република Македонија. Има доволно информации врз основа на кои тој ја подкрепува својата одлука и не случајно ја донесува во овој момент, затоа што можеше да ја донесе и многу порано, можеше да задоцне и да ја донесе подоцна, кога многу од работите можеа да ескалираат и да дојдат до одреден ќорсокат или одредена бездна од каде што нема враќање. Значи, целата политичка проценка на председателот на Република Македонија треба да се анализира пред се од политички аспект, што значи таа има многу голема тежина, има многу голема политичка тежина. Многу е битно како граѓаните на Република Македонија ќе ја прифатат и како ќе ја сватат и дали ќе ја сватат политичката тежина, бидејќи ако внимателно го слушавте председателот, тој во неколку наврати посочи на одредени инволвираности
на странски Така, токму така. разузнавачки Дека однадворува. служби, меѓутоа и странски фактори, центри на моќ, кои што директно ја диригираат целава политичка игра во Република Македонија. Тоа не дека не беше познат факт. Тоа ние би рекла во 2 години наназад го зборуваме како аналитичари, како професори и така натаму. Меѓутоа, друга е тежината на аналитичар и на професор, кој можеби и не ги знае докрај сите факти и аргументи. Така, меѓутоа, председателот на државата не смее да не знае во каква состојба му се наоѓа државата и не смее да не знае дека треба да превенира состојба кризна, посебно тешка кризна состојба, која што може да направи сериозен земјотрес во државата и веќе прави. Токму затоа мислам дека оваа одлука можеби треба да се гледа низ политичката призма повеќе, правно е неспорна. Значи, председателот на државата има уставна и законска надлежност ова да го направи. И сите оние обвинувања дека председателот ги прекршил уставот и законите и дека излегол надвор од рамката на своите надлежности не е точно. Уставот му дава такво право и, она што е најважно, уставот му дава должност да биде одговорен за државата, да биде одговорен за стабилноста и за стабилноста на државата и на нацијата и исто така тој е должен да биде татко на нацијата. Тој е должен да ги представува интересите на сите граѓани, без разлика на која политичка партија припаѓаат, навиваат, поддржуваат или можеби не поддржуваат. Од тука, мислам дека оваа одлука има сериозна политичка тежина, која знам дека политички може да биде сватена и вака и онака, и гледам дека и веќе странците имаат сериозен проблем да ја сварат, да ја прифатат како таква, меѓутоа, ако добро се изанализира целото обраќање на председателот, ќе се види дека имаме со оваа одлука испраќаме силен политички сигнал до сите оние кои што се мешаа во нашата внатрешна политика повеќе од тоа што треба, и се меша дури непотребно, дури неповикано. Сакаат да бидат буквално мирудија во секоја манџа, сакаат да бидат посредници и тогаш и кога беа повикани, тогаш и кога не беа повикани, и буквално меѓународниот фактор делуваше како влада во сенка, ако не да кажам и како влада на сонце. Бидејќи имам чувство дека меѓународните представници на вистина премногу отидоа далеко, премногу си ги земаа работите во своји раце, можеби ние им дозволивме и сигурно ние им дозволивме, меѓутоа председателот на државата е со овој момент, со оваа одлука, би рекла, направи сврти нова страница во политичкото делување, стави крај, доста беше, со вакви политички вмешувања, недозволени, непринципиелни, и едноставно мислам дека треба сите македонски граѓани да ја сватат оваа порака сериозно, дека навистина ни е доведена во прашање иднината, судбината на Република Македонија и дека сите ние сме ставени во лонецот наречен каша, хаос. Никој граѓани нема да излезе победник после од кога ќе се закрвиме до тој степен да како што ни се беше наметнато, односно ставено како сценарио, да се закрвиме, секој со секого да не може да се гледа, секој со секого да биде непријател и на тој начин нормално кој успева, третиот. Двајца се караат, третиот користи. Она што исто така треба да се напомене е дека правно, значи ова е политичката димензија. Правната димензија е сосема чиста и тука никој не може да му посочи на председателот на државата дека ги пречекорил овластувањата на надлежностите и дека едноставно направил нешто што е наликува на државен удар, нешто така го слушнав лидерот на СДСМ. Напротив, не само што не е државен удар, туку тој сака на ваков начин да му ги одземе механизмите, средствата и алатките на друг кој што сакаше и кој правеше државен удар во земјата. Со оваа одлука фактички се сторнираат, односно се забетонираат сите оние обиди за дополнително дестабилизирање на Република Македонија, дополнително внесување на нова омраза, на нова енергија на инциденти кои апсолутно не се потребни на државата. Оно што мисли добро на државата ќе свати
оваа опорака, меѓутоа и оваа одлука на председателот на државата како еден голем исчекор напред во надминување на политичката криза. Јас сум сигурна дека секој македонски граѓанин, доколку ја слушаше внимателно изјавата на председателот, ќе кажеше тоа е вистинската диагноза од која што боледува нашиот систем. Секоја реченица на председателот му беше на место, со секоја реченица секој македонски граѓанин добронамерен можеше да се согласи и се согласува, затоа што е факт дека Македонија се наоѓа во едно политичко и правно лудило повеќе од 2 години и е факт дека некој мораше да стави крај на ова политичко лудило и правно лудило. Гледаме дека се оди во процеси на делегитимирање на институции, процеси на целосно ништење на институции, целосно деградирање на сите институции, деградирање на волјата на граѓаните која мора да остане неприкосновена и неповредлива како таква. Ќе се вратиме на тоа, она што е симптоматично сега е реакцијата на политичките партии, на двете најголеми политички партии кои што беа засегнати ВМРО, ДПМН и СДСМ. Двете партии не се согласуваат со одлуката на Иванов, а председателот ти кажа дека очекува да не се согласуваат, затоа и не ги консултирал ниту партиите, ниту некој друг околу својата одлука. Предлагам да го погледнеме прво прилогот како реагира партиите, па да искоментираме. Двете најголеми партии ВМРО, ДПМН и СДСМ се незадоволни од одлуката на шефот на државата Ѓорѓе Иванов, соопштак да ги прекине сите кривични постапки против лица од власта и од опозицијата. Од владеачката ВМРО, ДПМН порачаа дека не може да не одговараат луѓето кои повеќе од година и пол ја држеа Македонија во заложништво и дека не се согласуваат со одлуката на Иванов. ВМРО ДПМН не се сомнева дека председателот Иванов секогаш имал честни и добри намери и постапки, водејќи се од националните и државните интереси и идејата за национално помирување и единство, кое сметаме дека е секогаш потребно. Сепак, во конкретниот случај, би сакале да изразиме силно несогласување со оваа негова постапка. Сметаме дека со овој потек се оневозможува нашата волја и напор да се разобличат сите конструкции, лаги и манипулации кои ни беа наметнувани и беа насочени кон нас како дел на едно однапред осмислено сценарио, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН. Од опозицијската СДСМ пак побараа оставка од Иванов. Лидерот на партијата Зоран Заев го обвини председателот на државата дека извршил државен удар врз земјава, но и дека е погазен договорот од Пржино. За да нема, ќе појасни. Ниту бара, ниту прифаќам амнестија. Не сакам да бидам аболициран, ниту помилуван. Не ја прифаќам оваа одлука. Затоа собранието мора веднаш да биде свикано и да покрене постапка за отповикување на Ѓорѓе Иванов. Заев ги повика сите граѓани да се приклучат на бојкот и порача дека ќе ги користи сите алатки што му стојат на располагање. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање, 24/7 локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово, 180 милиони километри искуство, ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик. Паметно. Изберете најниска каматна стапка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер С ненаменски потрошувачки кредит и добите до 1.200.000 денари без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпарка се банка, банка на вашето семејство. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Healthy Food – специализирани продавници за здрава и органска храна. Голем асортиман на органска храна и широк спектар на додатоци во исхраната. Безглутенска и веганска храна, органски витамини, без генетски модифицирани организми, како и комплетна нега со сертифицирана француска органска козметика. Специализирани продавници на Зегин за органска и здрава храна.
Посетете го саемот на книгата од 12 до 18 април и најдете книга по ваш вкус. Секој ден книга на Скопски саем. Моје име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 килограма за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ги слушнавме изјавите од двете политички партии, прилично остри. ВМРО ДПМНЕ смета дека не треба се донесе ваква одлука затоа што со тоа се амнестираат и никогаш нема да дознаеме кој стоел зад овој цел овој дебакл што и се случи на Македонија од пред 2 години, година и пол па до сега. И дека народот има право да знае кој стоел за прислушкувањето, кој ја направи оваа политичка криза, да одговараат Заев, Перушевски и компанија. А СДСМ пак од друга страна вели дека ова е државен удар, дека комплетно е срушен договорот од Пржино и Заев вели дека не барал да биде амнестиран и подготвен бил да одговара за Пучне или за останатите случаи. Значи од двете партии кои што обично се спротивставени, овој пат некако здружени во заеднички против одлуката на Иванов. Значи вака, секоја политичка партија има легитимно право да се носи одлуки засновани врз нивните размислувања и воопшто внатре-партиски консензуси, како да се постапи, како да се настапи во вакви ситуации. И тоа не е спорно. И едните и другите велат дека председателот на државата може би отишол чекор понатаму од она што представува нивна идеја или нивна политичка платформа на делување. Мислам дека председателот на државата не треба да биде фокусиран на она што е идеја на ВМРО или што е идеја на СДСМ, туку треба да го гледа националниот интерес на државата. И токму затоа ја на самиот почеток кажав дека оваа одлука има национално значење, е одлука за национално обединување на сите раскарани и сите кој во клин, кој во камен различни препукувања, размислувања и така натаму. И едноставно председателот на државата како татко на нацијата треба да ги сплоти политичките партии во желбата, односно во убеденоста сопствена дека се ова што се прави е спротивно на државата и спротивно на интересите на македонските граѓани. Пак ја кажам, диагнозата е хируршки прецизно поставена и дадена во неговата изјава. Може би кога се гледа низ партиски диоптрии, низ партиски очила, секогаш работите не одговараат така како што треба. Меѓутоа, имам чувство дека многу сега ќе зависи како македонските граѓани ќе примат оваа одлука и како тие ќе одговорат на овие ставови и на овие аргументирани, образложени ставови кои што ги имаше председателот на државата. И тоа е можеби најважно. Она што исто така треба да се потенцира е дека оваа одлука не значи повреда на владењето на правото и не значи повреда на правната држава. Со оваа одлука председателот на државата не сака да ги поклопи судските инстанции, не сака да ги поклопи или да надвладее или арбитрерно да се постави над правосудните органи во државата. Напротив, тој врз основа на своите информации кои ги има од терен, настапил со оваа одлука затоа што имал сознание дека во државата ни се случуваат игри кои што ги креира некој од надвор и кои не може да бидат надминати или тешко ќе оди надминувањето по судски пат. Затоа што додека ти докажеш дека си невин, државата може да ти отиде во бездна. Затоа тој, бидејќи ги согледал сите работи, многу повисоко од тоа што политичките партии ги согледуваат, донел таква одлука со цел да се превенира состојбата на бездна. Факт е дека и председателот на државата мора да го почитува
Уставот, Уставот и законите, законите. меѓутоа и судската власт. Тој во ниту еден дел од своето обраќање или изјава не рече дека тој сака да арбитрира, односно дека сака да се наметне над судските органи. Напротив, тој рече дека судската власт и понатака независна, меѓутоа дека со овој чин, како што кажав, сака да се одземат алатките на некои други туѓи сили кои што ги злоупотребуваат и ги користат во Република Македонија преку одредени лица кои сакаат да служат на туѓи интереси. Тој потенцираше во своето обраќање потенцираше дека за половина од овие случаи дури е убеден дека нема ни да има процесуирање, а сепак ќе се влече дека се стават и судовите во незгодна ситуација и ние сме сведоци, значи барем тие што поинтензивно ги следат настаните во Република Македонија, дека имаме огромен број на политички монтирани случаи, се со цел деградирање на актуелните политичари, оние посебно од ВМРО ДПМН, деградирање до крај, за да не може да бидат употребливи како политичари во наредниот изборен, меѓутоа и наредниот политички период. Значи, основната цел или мотивација на овие туѓи центри, би рекла, кои што сакаат да направат хаос во Република Македонија, е да се извалкаат сите политичари кои што имаат легитимитет, кои што имаат народна поддршка. На тој начин, преку посочување на прст, еве, тие вашите политичари се никакви, корумпирани, вмешани во криминал, вака, така, граѓаните да немаат избор. Или едноставно да им постават луѓе, марионети, кои што тие ќе им ги стават како нивни нели адути и тие да ни бидат нашиот избор. Ние сме доведени како држава буквално до ќорсокак или буквално до ќоше. Ставени сме во ќоше. Или ќе одлучуваме сами за нашата судбина и иднина, или некој друг буквално ќе ни ја преземе државата и ќе си води политика на начин на кој што тие, односно тој, сметаа дека треба да води. Како што имаше обиди. Како што имаше обиди, како што има ситуации, состојби во држави, други држави во светот, каде што буквално се преземени државите од граѓаните, а актуелните политичари не се политичари на избрани од граѓаните, односно не доаѓаат од граѓаните, туку се наметнати од надвор и тоа е она сценарио кој ние сакаме сега да го превенираме, односно мораме да го превенираме, затоа што јас велам, овие генерации имаат историска улога во пресвртот на тоа дали ќе се случи политички пресврт со цел надминување на политичката криза и враќање на државата во нормална состојба или едноставно работите ќе отидат во бестрага и никој веќе нема да знае кој ни ја води државата, за кои цели ни е преземена државата и така натаму. Факт е дека за многу од случаите македонските граѓани ќе бидат информирани. Кога ќе се стиша цело ова лудило, кое што се создава и кое што намерно се подгрејува, се хушкаат граѓаните да се мразат, еден со друг да се спротивставуваат, да се закрвуваат. Тоа се дозволи со овој пржински процес, специјалното јавно обвинителство. А кој ни го донесе тој пржински процес? Така. Значи, имаме ние фактор кој што ни бдее над главата и цело време ни ги диригира работите. Виновни сме ние затоа што дозволуваме работите да ни ги води друг. Кога во едно семејство, кога во еден дом не се знае кој е газда, нормално е дека комшијата и сите други ќе се вијат оро во твојот дом. Значи, ако ти не го спречиш тој комшија да ти влезе и да ти прави што сака во твојот дом, нормално е дека тој ќе си го презеде тоа право и ќе си тера свој интерес и своја агенда. Зошто до сега мог председател Иванов сите овие случувања од Пржинскиот договор па наваму ги коментираше, меѓутоа многу, нели, за разлика од овој остар настап денеска, сега ги коментираше многу одстрана. Зошто толку многу чекаше се дојде до оваа ситуација или мислите дека можеби оста и политичките партии да имат сенс самите, ако го виде дека нема? Не знам, нели, прво не знам никакви се информации има, докрај, нели, не сме на чисто какви се информации има. Од тоа што беше изложено како негова изјава можеше да се насети многу. Тој што знае да чита политички можеше многу работи да ги открие и да ги види, ако ние пак ја кажам, сме свесни за многу работи, граѓаните не се неинформирани и точно знаат што ни се случува во државата. Меѓутоа, знаете, они не се политичари. Граѓаните не се политичари, тие не може
можат да влечат одлуки. Тие можат само да пренесат овластување на политичарите, тие да водат грижа за политичките одлуки. Зошто во овој момент? Предпоставка моја е дека е проценка на председателот, зошто сега? Ако ги согледате сите политички околности и сите политички случувања во изминатиот период, ќе видите дека можеби сега е точката на вриење. Затоа што гледате што се случува. Во моментов имаме држава со политички систем кој е не докрај оформен. Така, немаме собранието ни е распуштено, владата ни е со технички карактер за спроведување на избори, имаме опозиција која бойкотира избори или која најавува стриктно остро дека нема да излезе на избори заради тоа што таа се смета дека не треба да иде на избори. Така што имаме мигрантска криза која и сериозни кризни состојби кои што ни се случуваат на границата. Имаме диригирани напади од страна на мигрантите кои што не се знае како ќе завршат. Значи во овој момент можеби имаме стихија, нели смирување, стихино смирување, меѓутоа можеби од утре веќе ќе се радикализираат работите. Значи, пак ќе кажам, можеби тоа се луѓе кои што немаат ништо оружје во раце, меѓутоа кој знае дека утре можеби нема да отворат и огнено оружје против нашите полицајци. Значи ние имаме сериозна политичка, меѓутоа и би рекла нели правна криза во државата во смисла на неоформени институции и не докрај дадени со полн капацитет овластување на институциите. Во една ваква кревка политичка состојба, нормално е дека единствен орган или единствена институција во државата која го има полниот капацитет е председателот на Републиката. Тој буквално на него е оставена државата во овој момент, затоа што владата за спроведување на избори, пак ќе кажам, технички функционира и таа не може да работи во полн капацитет. Сите тие министри кои што се таму гледаме, двајца се во оставка, односно двајца министри и другите тројца исто така во оставка, не им се потврдени оставките, не им се констатирани оставките во собрание, значи имаме и килава влада, така што на кого да се препушти работава сега? Председателот на Републиката во овој момент е клучната политичка фигура која треба да бара чаре за спас на државата. Впрочем, во тоа е и неговата политичка тежина и по тоа ќе остане запаметен. Оттаму мислам дека без разлика на сите препукувања меѓу политичките партии, дали постапил, не постапил правилно, неправилно и така натаму, треба да се подржи одлуката на председателот во овој момент, да се оди на избори, двете политички партии. На избори, граѓаните да ја дадат волјата на тој на кој што му веруваат и да се враќаат работите полека, но сигурно во нормала. Тоа го сакаат мнозинство од граѓаните во државата, ако не и 100%, бидејќи нема човек во државава кој што сака хаос, кој сака да гледа како еден против друг се закрвавуваме, кој сака еден со друг да се малтене да се завојуваме еден со друг, а како што сме кинисали, како што нели работите стоја на терен, ние веќе бевме на рап пред граѓанска војна малтене, ако се земат предвид како секој против секого се нели однесуваше како непријател, како најголем непријател. Што мислиш дали ќе го прифатат политичките партии ова? Еве веднаш после одлуката на Иванов и после остите реакции од партиите имавме некои мини протести во центарот на градот, дури има информација дека со јајца се фрлало врз канцелариите на председателот. Има дел од политичките партии, посебно СДСМ, кој што најавуваше дека ќе излезе повторно на улица, може се уште да држи таа карта во раката и повторно да ги имаме протестите, повторно да имаме беззаконие, повторно да имаме политичка криза, или мислите дека можеби кога ќе се стише денес, кога ќе се преспие, дека ќе се разбере дека оваа одлука е сепак за доброто на сите? Големите политички одлуки никогаш не се сватени на прва. Секогаш треба да се остави време, да се процени, да се размисли длабоко, да се размисли со полна свест кое е значењето на одлуката. Ниту една голема политичка одлука, не само кај нас, туку и воопшто, не е донесена со цел во моментот да направи одреден политички ефект и сите да бидат среќни. Напротив, имаме ситуација каде што големите политички одлуки се секогаш на прва дочекувани на нож, а потоа, како минува времето, нормално е дека
работите ќе спласнат, работите ќе добиваат една поголема објективна диоптрија и објективен сенс и ќе се наредат работите, ќе се наредат коцките. Јас сум сигурна дека и меѓународната заедница и покрај тоа што денеска веќе почна да испраќаат сериозни пораки дека ова се ќе влијае врз политичката стабилност, евроинтеграција и така натаму. Јас мислам дека и тие ќе сватат дека ја свативме играта и дека ние сме суверен народ со суверена земја која што има право да одлучи до каде ќе се попушта, до каде ќе се дозволи инфилтрација на странски фактор, а од каде понатаму работите ќе ги преземеме во свој раце. И мислам дека ова е, како што кажав, вистински момент, turning point, да работите ги вратиме, ако не можеме во претходна состојба, во нормална, барем да се знае кој е газда во куќата. Мене тој момент ми е најбитниот момент. А газдата го дава народот, ниту политичките партии или политичарите, ниту странците. Председателот на државата со половина милион граѓани, гласачи, има легитимитет зад себе. Значи, тие граѓани го дале легитимитетот на тој човек затоа што верувале во него. А ќе беше сосема неисправно и крајно неодговорно ако председателот и натаму молчеш, ако председателот и натаму се тргаше настрана. Имам чувство дека тој во многу претходни состојби правеше, калкулираше, сакаше да се вмеша, се потргнуваше настрана, меѓутоа не му дозволува, меѓутоа тој требаше да се наметне, бидејќи тој сепак е институција која што ги представува македонските граѓани во државата и во светот. Има капацитет, има легитимитет, беше одлуката кога. По негова проценка тоа е сега вистинскиот момент и мислам дека не сгреши, иако имам чувство дека требаше и порано, затоа што нели за политичката криза да не се развие до овој степен, можеби некои чекори требаше да се преземат и порано, меѓутоа никогаш не е доцна ако не е прекасно за делување. А прекасно ќе беше ако оставивме и понатака оваа стихија, ова лудило да не занавладува, да не зашеметува сите, затоа што знаете во услови кога секој со секого се закрвува, веќе нема памет, веќе нема разум, веќе нема политички компромис. Двете министерства каде што имаме судир на две политички. Тука веќе буквално сите оружја се на сцена. Гледате што се случува. Али Ахмети, лидерот на ДУИ, вели дека ако институциите не ги преземат работите во свој раце, веќе тие ќе си ги преземат во свој раце. Од друга страна, имаме специјално јавно обвинителство кое што е килаво, кое што буквално не може да спроведе една предистражна постапка на прав начин, на законски начин, на начин кој што ќе биде исполнет со докази, со нели оние факти кои што се правни аргументи кои што ќе држат вода, правно ќе држат вода. Имаме, како да кажам, институции кои што од сите страни се избоксирани како боксерска вреќа. Значи, секој веќе најде во државава, секој што е нешто на позиција, посебно од страна на опозицијата, нели, што е нешто во државата, да буквално ги делегитимира институциите на секаков можен начин и во секоја можна прилика. Тоа е навистина недозволиво и недопуштиво. Доколку председателот на државата не го направеше ова, ние навистина на крај ќе дојдевме до проценка дека можеби не заслужуваме да имаме држава, можеби не сме подготвени, не сме спремни, нели, да имаме политички институции кои што се одговорни и кои што знаат да одговорат на сериозни предизвици, затоа што видете, политичките институции не се тука само за убаво. Аналитичарите и во изминативе години денат токму тоа го коментираат дека обидот на сите медијатори е да покаже дека ете ние не умееме сами и не можеме сами како тоа е пораката. Значи ти ако викаш странец да ти ги решава проблемите, тоа значи дека ти си неспособен. Кој вика медијатори и меѓународни представници за убаво? Никој, значи, ние затоа што имаме проблем со Грција, нели, затоа што едноставно знаеме дека сме во право, тие мислат дека се во право, се појавува меѓународен посредник да посредува во тој проблем. Така што секогаш меѓународните представници
се повикани, некогаш и неповикани, и тие секогаш сакаат да си наметнат своји интереси, своји игри, своји цели. Имаат своји цели. Зошто се тие тука и тие никогаш нема да го бранат македонскиот интерес. На кого му е гајле за македонскиот интерес, ако не на нас? Да. Значи, ние треба да сме свесни дека само ова парче земја го имаме, дека само ова Македонија имаме, каде ќе одиме, бегалци ли ќе стануваме, што ќе правиме? Ако ние не сме свесни дека треба да си ги задржиме институциите, дека треба да ни функционира државата, што побогу бараме? Каков легитимитет, какви институции, какви политичари? За ништо нема да ни требаат понатака, доколку изгубиме државата, а натака сме ги мислеле. Значи, затоа апелирам, прво, да се преспија, може би и затоа никој од политичките аналитичари не сакаше да дојде денеска на дебата, меѓутоа мислам дека македонските граѓани имаат право да ја знаат вистината и да ја знаат... Неблагодарно е, сега не можам ниту да ги обвинам, нели, аналитичарите секоја чест за луѓе како вас, кои што сте подготвени во ваква ситуација, кога се уште не е јасно да излезете и го кажете својот став, затоа што премногу работи се менуваат од час во Македонија. Еден ден се носи одлука, другиот ден се менува одлуката, луѓето веќе не знаат како да искоментираат или што да искоментираат. Луѓето не знаат како, затоа што навистина ова е, пак ја кажам, политички хаос. Значи, ние реално во Македонија во моментов немаме стабилна политичка сцена, стабилна политички институции и стабилен политички систем. Затоа што, како што кажав, во предизборија, кога имаме распуштано собрание, ние не можеме да очекуваме, нели, тоа повторно да се врати. Слушаме разноразни аналитичари, па и самата СДСМ, дека сега можеле пратениците па да се вратат во собрание и па да си продолжале со работа. Така. Таквото несериозно и неодговорно политичко однесување, во кое што ни устав, ни закон не го вели тоа, нити па може да се извлече таква ни правна логика, не па аналогија, навистина ја доведува состојбата до уште попарадоксална. И праќа сигнал до граѓаните дека се е можно во оваа земја да се погази секој закон, затоа што ако не ја почитуваме процедурата и законите, односно ако можеме пиши бриши, имаме па немаме избори. Тоа ми беше зборот, дека оваа одлука во ниту еден случај не смее да се свати како газење на сите останати власти во државата, односно на сите останати функции на власта, бидејќи власта е една, се делат функциите на власт. Значи, ниту председателот сака да се наметне во собраниската функција, ниту во извршната, во законодавната, во извршната, уште помалку во судската. Она што сакаше председателот да го упати е дека институциите на системот мораат да реагираат, а тоа е еден од таквите институции повикани да одговараат, да направат соодветен механизам или одлука, правен акт со кој што ќе се спречи ова беззаконие и ова анархија која што се поевидентно надвладува во Република Македонија. Ми јавуваат од режија дека колегата Игле Петревски бара вклучување, тој се наоѓа во хотелот Александар Палас, каде што Иванов откако и се обрати на нацијата и објави својата одлука, се сретна со словенечкиот претседател Борут Пахори, со хрватската претседателка Колинда Грабар-Китаровиќ, а по трилатералката Пахори Китаровиќ се во хотелот Александар Палас каде се сретнале и оствариле средби со четворката Груевски, Заев, Ахмети и Тачи, политичката четворка. Иле Петревски го вклучуваме во живо во овие вести, или дали имаше некои изјави, дали некој од лидерите, овие четворица лидери скоментира одлуката на Иванов? Да, Анита, што току заврши средбата помеѓу председателите на Словенија и на Хрватска, средба која што беше овде во Александар Палас со македонските лидери на политичките партии. Последен овде во Александар Палас кој што даде изјава е лидерот на ДУИ Али Ахмети, па предлагам да слушнеме неговата изјава по средбата која што ја оствари овде со председателите на Хрватска и Словенија. Имав прилика да се сретнам со двајцата председатели на Република Хрватска и Република Словенија. При што разменивме многу мислења околу ситуацијата во земјава и во регионот. Тие беа многу директни во своите излагања и во нивните прашања околу последните збиднувања во Република Македонија и се заинтересира за агендата на Демократската унија за интеграција околу решавањето на политичката криза.
Да, само да напоменам дека освен политичката криза и политичка разрешница, овде се дебатирало и за мигрантската криза. За сега толку од пред хотелот Александар Палас и денешната средба, па со целосен и детален извештај за денешната средба во вестите во 22 часот. Студио. Ти благодарам, Милија, за вклучувањето во отвореното студио. Можевме да чуеме дека прилично блага изјава од лидерот на ДУИ Али Ахмети во однос на денесната одлука на Иванов. Очекувано, затоа што тој беше еден од оние политичари кои најдиректно ги повика надлежните институции да ги преземат работите во своји раце додека не е прекасно. И имам чувство дека можеби овој акт или оваа одлука на председателот на вистина оди на линија на смирување на политичките тензии во насока посебно на спречување на злоупотреба на моќта и на позициите на одредени институции, на одредени личности во тие институции кои веќе ги прекардашија сите граници. Мислам, ние имаме изјави, имаме пресконференции на институции надлежни да гонат криминал со вистински политички драми, со вистински политички драмолетки, наместо тоа да изгледа на правно издржан начин, имаме театарски, драмски, сценски настап, би рекла, на луѓе кои што не се платени да бидат глумици или глумци, туку се платени да го гонат криминалот на начин на кој што тоа е утврдено во законот. Така што мене не ми изненадува изјавата на господинот Али Ахмети. Нема да ми изненади од утре ако веќе сите политички лидери ја сватат тежината на одлуката и го смират тоналитетот на своите политички пораки, бидејќи, повторно ќе кажам, ова не е гест за рушење на правната држава, ниту па е чин со кој што директно се повредува владењето на правото. Напротив, ова е чин со кој што владењето на правото треба да се врати таму каде што му е местото. Затоа што ние имаме 2 години правно беззаконие, би рекла, односно толерирање на институциите на правното беззаконие, на создавање на состојба на смут, на каша. Едноставно, секој си го толкува правото на начин на кој што сака, секој си размислува и си дава некаква идеја за тоа што е правно, што е неправно, секој се повикува на закони и си игра со нив, малтене. Така што имам чувство дека оваа одлука ќе ги врати работите назад, ќе ги засили институциите на системот, бидејќи да не заборавиме, пред неколку дена имавме одлука на влада со кој што се поништија незаконски одлуки, односно акти на министрите од страна на опозицијата, затоа што тие се незаконски, затоа што во еден правен хаос биле донесени, се виде, се утврди, така што владата има должност да ги укине, односно да ги поништи ваквите акти. Повторно потоа имавме нема да дозволиме, па писмо имавме. Знаете како, не можете вие да не очекувате реакција од другата страна. Ако има акција, има реакција. Меѓутоа, ако акциите се поинтензивни, ако акциите се насочени во одбрана на националниот интерес и државата, тогаш и реакциите ќе бидат се поише ќе тонат, ќе бидат благи, тоа е хаос без крај, а со оваа одлука на Иванов се врзуваат рацете да хаосот не може да продолжи. Така, значи се врзуваат рацете на оние кои што се перчеа со бомби. Веќе не се бомбите во игра. Сега може да кажат да, тие може да се преземат од институциите и да се фрлаат низ улица, како што слушавме. Меѓутоа, кој веќе жив ќе го интересира за тие бомби, ако тие не се предмет на јавно, на тоа криење, односно на условно кажам правно ставање во функција и така натаму. Значи, прво ниту специјалното јавно обвинителство има право да им ги врати назад, затоа што специјалното јавно обвинителство, колку што знам, не е распуштено. Тоа и понатака останува да функционира и во системот. Така што тој понатаму може да си работи и треба да работи. Тие бомби, тие треба да си ги проучат и да си ги утврдат и така натаму кој се е вмешан во тој систем. Затоа што факт е дека специјалното јавно обвинителство треба да им даде одговор на граѓаните кој е вмешан во тој процес. Ке да знаеме ли дали со оваа одлука на Иванов може би им се ускрати на македонскиот народ да знаеме кој се чадорот и кој стои све зад оние прислушкувања, или пак сметате дека тоа
кога тогаш како така ќе излезе? Специјалното јавно обвинителство, тоа му е главна надлежност. Колку што мене ми е познато, законот, познатиот закон за специјално јавно обвинителство, основната надлежност е да утврди кој прислушува во Република Македонија и за кои цели, односно за какви интереси. Тоа до ден денеска специјалното јавно обвинителство не го истражи или барем не излезе на пресконференција јавно да каже што дошло до сознание, односно кои докази и факти ги има до кои има дојдено за да може нели да ги обзнани пред јавноста. А специјалното јавно обвинителство и натаму ќе го чекаме. Тоа да ни го соопшти, затоа што тоа има должност да го соопшти. А во меѓувреме, секако дека работите мора да се смират, страстите да се смират и да се врати државата во нормална линија на движење. Затоа што ако ние оставевме група гангстери да ни ја водат државата на начин на кој што тие замислиле дека треба, па ќе кажам, најдобро е да ставиме клуч на земјава и да кажеме повелете, оваа држава е на продажба, кој понуди поголема цена или ако сакате за без пари, земете се, ние не сме способни да се ја владееме и воопшто да ја организираме на начин на кој што сметаме. Од тука мислам дека работите ќе почнат да се движат во позитивна насока, институциите добро е што се будни и добро е што работите ги преземаа, буквално ги преземаа од бандитите кои што сакаат да ни ја нападнат земјата на сите можни начини, по сите шавови. Она што беше симптоматично и што најмногу беше коментирано денеска во јавноста од обраќањето на Иванов е дека Иванов буквално даде до знање дека е спремен својата одлука да ја брани пред сите и пред секого и дека нема да отстапи од неа, дури и по цена свесен е дека тоа може да биде по ризик за неговата личност, нели, односно дека може би да во некој очи изгуби. Така речи помеѓу редови нели читано. На кого се мислиш, Иванов? Дали на политичките партии во Македонија и овие реакции или пак може би упати порака малку понадвор? На сите, затоа што колку што мене ми е познато, денеска му се обратиле многу од меѓународните представници, председатели на држави, представници од Европска унија, амбасадори и така натаму со цел да даде по-конкретно објаснување за оваа одлука. Меѓутоа, колку што мене ми е познато, тој ги одбил сите. Денеска заради преоптовареност, заради агендата што му е преполна и така натаму, не стапил во контакт со никого и може би е добро работите да преспијат и работите со свежа глава утре да се анализираат од една посмирена и стабилна состојба. Нормално е дека председателот кога одлучува за ваква работа да не ретерира, односно да не се враќа назад. Би било смешно доколку тоа го направи, така што како што и председателот на владата рече дека ќе се повлече пораниот предходниот, господинот Никола Груевски, и дека ќе остави работите согласно договорот да течат така како што е предвидено и не се врати, така тоа е политички одговорно, тоа е политички да се стои на зборот. Истото тоа се однесува и на председателот на државата, затоа што нема тука ретерирање. Тоа е пресилна политичка одлука која што не се носи преку ноќ, туку се размислува, се анализира, се согледува кој е вистинскиот тајминг и се пласира на јавноста. Она што е непобитно е дека оваа одлука има политичка тежина затоа што има национална тежина. И тоа е она што треба да се свати полека, но сигурно, и најголемите фанатици кои во моментов гаѓаат со јајца и се спротистават на оваквата одлука, треба да го сватат моментот дека не е важно кое лице ќе се најде во таа одлука. На крајот на денот, сите ние сме менливи и минливи. Државата треба да остане и понатака за сите идни генерации кои што доаѓаат. А како ќе оставиме на идни генерации ако сега ја оставиме во состојба на хаос и во состојба на целосно урнисани темели? Така. Уште една силна поента од обраќањето на председателот Иванов е дека тој кажа дека ќе преиспита во наредните денови, дури доколку некого заборавил, ќе донесе дополнителна одлука и дека ќе го прати процесот, што всушност испраќа една силна порака дека внимавајте што правите и утре и задутре се уште ќе го наблюдуваме овој процес. Да ја чуеме прв неговата изјава па да искоментираме.
Од презумцијата на невинност. Моја предпоставка е дека најголемиот дел не се виновни за тоа што им е покрената кривична постапка, иако не може да го потврдам тоа без судска одлука. Ова го мислам од причина што стана јасно дека целта на некого е да ги заплетка политичарите и нивните блиски во кривични постапки и со страф и неизвестност и при тоа во една таква ситуација да остварува своји цели. Ако некого сум пропуштил и тоа го оценам во наредниот период, ќе го исправам пропустот. Доколку проценам дека некој сака со слични чекори повторно да не заплетка во вакво сценарио, не ја исклучувам можноста повторно да реагирам на идентичен начин. Действувањето на некои институции во изминатиот период, кои треба да се само професионални, добива печаток дека имаше призвук на политичка хајка и од тука доколку и во иднина, тоа го почувствувам, ќе действувам соодветно и ќе го направам истото. Само за проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Ход и Ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и Ход за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и Ход. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделуваме светот на вкусовите. Витаминка. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди и крвен притисок, имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула Г132 плюс натурал, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење и менталната кондиција. Јас успеав, следете ме. Професор, го чувме овој дел од изјавата на председателот Иванов, прилично силен и мокња порака дека нема тука да застане, доколку почувствува и иднина некој да посака со некакви сценарија да и направи зло на Македонија, дека тој повторно, идентично и силно ќе реагира. Тоа е таа државничка порака која што можеше да се насети и точно да се прецизно во некои делови од изјавата да се лоцира. Тоа е тој државнички дух кој што целата изјава кој што можеше да се примети во целата изјава на председателот, а посебно моментот дека председателот и понатака ќе ги наблюдува работите одблиску, дека нема да остане на ова и дека сите идни да кажам, идеи за некакви вакви повторно исти сценарија или можеби поинакви сценарија, меѓутоа со ист тек кој што сакаат да и наштетат на државата на Република Македонија, дека ќе ги санкционира, односно дека ќе ги превенира на начин на кој што тоа го направи сега. Она што исто така е многу важно како поента на председателот на државата, кој што повторно ќе кажам, провејува во речиси секоја реченица, е туѓ фактор, странски фактор, надворешни центри на моќ, странски центри на моќ и така натаму. Тоа не е случајно. Значи, председателот во своето обкружување го има и контраразузнавањето. Точно знае за што зборува. И од тука треба да му се верува, тој не може експлицитно да објасни за кои странски центри и така натаму станува збор. Тоа не нити се очекува од него, ниту е политички одговорно. Меѓутоа, ако не ја разбереме сега суштината и тежината на кризава во која што Република Македонија се наоѓа,
па ќе кажам на вистина, или сме политички аналфабети, не разбираме ништо од политика, или можеби сме многу мудри граѓани кои што знаат да реагираат на вистински начин во вистинско време, а сега е вистинското време. Бидејќи гледаме како одат работите. Државата, како што кажав, правно и политички е ставена на колена. Избори мора да има. Избори на 5 јуни мора да се одржат, без разлика дали меѓународниот фактор ќе застане за нив или не. Овие неколку изјави кои што ги гледав пред да дојдам, твитот на Хан и некои други представници укажуваат дека ваквата состојба само ќе ги влоши условите за кредибилни избори и дека Македонија можеби ќе излезе од патот на евроатлантската интеграција. Меѓутоа, мислам дека не одат работите до тој степен на црно, затоа што ако имате правни аргументи со кои што јасно ќе застанете во одбрана на вашата одлука, никој не може да ви ги оспори вашите аргументи. Пред правните аргументи боговите молчат. Значи, не можете вие да излезете дека сте крив, дека не сте исправен, во она што го носите во својата суверена држава, кога гледате, кога јасно ви се посочени предизвиците, кога јасно ви се наведени сите опасности кои што ви демнат и кои што сериозно може да ви го нарушат интегритетот, меѓутоа и суверенитетот во државата, вие да си молчите, едноставно странците да велат, да, па добро, вие знаете, сте председател на држава или сте некаква институција, ама дајте на страна затоа што ние имаме интерес од ова. Не, кога јасно ќе им се посочи дека државата е во опасност и дека државата има сериозна состојба, би рекла, на внатрешна дестабилизација, нема кој да се меша во таквите одлуки и немаат аргумент кој што ќе го стават на своја страна како тежина да не ја оправдаат оваа одлука на председателот. Од тука, можеби и председателот од утре натаму треба да оствари контакт со сите меѓународни представници. Денеска, заради преоптоварената агенда, предпоставувам, и затоа и не одлучил да. Меѓутоа, добро да преспијат работите. Од утре, исто така да им се објасни на сите оние кои што бараат од него да се објасни што била целта и која била намерата, и кога вие на правен начин и на политички издржан начин ќе кажете што се случува и кои се проблемите, болеста на вашиот систем, не можете да не најдете на одобрување на таквата одлука ако се работи за добронамерни политичари кои што навистина сакаат Македонија да биде стабилна држава и да оди напред. Затоа што секој друго одговор во смисла на тоа дека нема услови за кредибилни избори и така натаму значи враќање на државата назад и уште поголемо вплеткување во тие политички сценарија кои што веќе се јасно се надзираат и веќе се за многу од нас веќе и е јасно за каков тип на сценарија станува збор. После ова обраќање на председателот Иванов се простори сега прашање што ли сега ќе ја чека Македонија, ако веќе јасно дадовме до знаење оние структури кои што не работат за државата зад грб, нема да останат смирени. Некои се прашуваат дали не чека војна, дали не чека насилна промена на името, дали не чека мигрантска криза, односно одеднаш да имаме бран кој што насилно ќе влезат во земјава, дали ќе биде доволно силна порака да не остават на мира или пак можеби треба да бидеме се уште на штрек. Значи, во политиката нема оставање на мира. Политиката е секогаш сфера на интереси во кое што доколку контрираш, секогаш очекувај уште посилен удар. Меѓутоа, добро е за народот и за државата да се почувствува дека во Македонија има некој што знае да упати удар. Ова не е удар, ова не е вистински удар, ова е одбрана на сопствените интереси. Ништо повеќе од тоа. Ова не е политичка арена во која што нели се бориме со разјарени бикови. Не, ова е класична политичка одбрана на својата држава. Ништо повеќе, ништо помалку. Тоа е суверено право и тоа е, ако сакате, меѓународно право на секој оној кој што е избран да биде политичар на една држава, да си ги брани интересите на своите избирачи, односно на своите граѓани заради кои што е поставен таму. Ние таму сме го избрале, не ни го натурил некој, не сме го избрале по наследен пат и така натаму. Значи, ја очекувам дека и понатака ударот ќе биде силен. Меѓутоа, затоа велам, многу е сега важно граѓаните да не подлегнуваат на сценарија на насилно
влегување, односно во вплеткување на нас, на граѓаните, во некакви насилни сценарии или виори, кои можат сериозно да уште повеќе да ја дестабилизираат внатрешната состојба во земјата. Затоа мислам дека секогаш имало крила и во едната и во другата политичка партија, па и во третата, кои што сакаат да се обрачунаат, нели, машки, да се обрачунаат на улица и да видат кој е посилен и така натаму. Улицата не решава ништо. Камењата што ќе ги фрлите на полицајците не решаваат ништо. Значи, ние мораме да ја видиме големата слика. Малите слики, пазлот на малите слики се минорни, тие немаат никаква употребна вредност, не значат ништо. Ние можеме да излеземе на улица, да се испотепаме со камења, со тули и ништо нема да направиме. Што ќе направиме? Значи, сега е важно е целата таа енергија која што ни е акумулирана во овој период, која што е исклучително негативна. Тоа се гледа, тоа се чувствува, вибрира негативна енергија во сите институции, секаде на сите работни места. Луѓето не можат веќе да се гледаат. Мораме да ја смениме или барем ако не ја менјаваме веднаш, да ја стишаме, бидејќи таа е деструктивна, да ја стишаме, да почекаме работите да почнат полека, но сигурно се движат напред. А ќе почнат само ако имаме трпение. Трпението не значи да попуштаме. Трпението значи да почекаме институциите на системот да ги преземат работите во своји раце. И повторно, да не ја злоупотребуваме моќта која што политичарите ја имаат. Таа моќ тие злоупотребуваат на начин што ги делегитимираат институциите. Веќе буквално секој ден слушаме на радио, на вести, на телевизија изјави, вакви, такви, овие се, ние не ги признаваме, тој е граѓанин на државата, тој не е председател. Уставниот суд бил партиски, не знам судовите биле партиски, не знам јавното обвинителство не функционирало. Чекајте бе, каде одиме? Што правиме ние? Значи не може така. Се знае една држава, не е битно колку е демократска и како е демократска, демократијата ја правиме ние. Дали ние подобруваме демократски капацитет на државата ако ги плукаме институциите? Дали со тоа покажуваме поголема демократска моќ и поголема демократска зрелост? Напротив, борците за демократија не се ценат и не се мерат според тоа колку ја плюкаат државата и колку го плукаат институциите, се ценат по тоа колку прават со конкретни чекори, со конкретни мерки во насока на стабилизирање и подобрување на квалитетот на институциите на државата. Што имавме ние, каква состојба имавме? Ги ставија опозиционерите министри, веднаш прво што земаа метла, чистат луѓе кои што се партиски неподобни. Извинете, јас во МВР посебно знам неколку луѓе, можам да кажам десетина луѓе кои што се професионалци во својата работа, кои што се во МВР повеќе од 25-30 години. Посебно тоа институција каде што мора да се почитува таа кариера. Па што мислите, зошто бараа МВР? Значи, видете, ги бараат институциите кои што знаат дека се фрагилни или дека може да бидат фрагилни ако ги направат, односно ако направат притисок врз нив, а знаат од друга страна дека тие се институции столбови на државата. И сега нормално кога ќе удрите по МВР, кога таму внесувате хаос кој може сериозно да се одрази врз капацитетот, безбедносниот капацитет на државата. Посебно во услови кога имаме мигрантска криза и проблеми со мигрантите. Значи, едноставно удираат на тие институции кои најмногу треба во овој момент да го покажат својот капацитет. И од тука мислам дека повторно не се работи за случајна игра. Што се очекуваше? Мислам, кога ќе внесете вие нов човек кој што не е избран на избори, туку ете технички, како ги нарековме министри, премиери и така натака, се знаеше дека ќе има борба на интереси, на две спротивставени страни, дека ќе го кркаат вработените, нели, народ? Така, меѓутоа, јас велам, не можете вие преку ноќ. Значи, видите што направи, каква подла игра направи министерот за внатрешни работи. Значи, дента пред да одлучи да си поднесе оставка, тој смени повеќе од 100 луѓе. Дали е тоа нормално? Дали е тоа демократски? 200 и 300 решенија кои што значи, да не зборуваме за тие претходните. Над 500 решенија има смена на 500 луѓе. Дали е тоа демократски? Дали е тоа на линија на департизација на службата, на линија на професионализација, на линија на компетентност, на линија на да кажам
систем на заслуги и така натаму, за кој што нели постојано СДСМ зборува дека се залага, дека се труди да ги внесе тие европски вредности и стандарди во полицијата, па и во целата администрација. Не, значи не може, вие треба преку сопствен пример да покажете кои се вашите политики кои што ќе ги наметнувате или ќе ги градите, ќе ги практикувате во една институција. Ако ова е политиката која што сакаат да ја практикуваат доколку дојдат на власт, навистина мислам дека ја назадуваме државата побетер од она што да кажеме тие имаат идеја дека е. Значи работите мора да се погледнат со вистински очи. Не можете вие преку разни флоскули и фрази да зборувате едно, да мислите второ, а да делувате на трет начин. Или ќе ги работите, ќе ги кажувате на начин на кој што ги мислите и така ќе делувате, за да може да ви биде им биде јасно на граѓаните што правите, или едноставно подобро откажете се од политиката и не играјте со чувствата на граѓаните, со интересите на народот. Овде мора да направиме мала пауза, па се враќаме веднаш во студиото и ќе продолжиме со дебатата. Само за проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Ход и Ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и Ход за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и Ход. Повторно сме назад во студиото. Комплицирана ситуација. Сето ова што се случуваше со Пржинскиот договор, специјално обвинителство, технички министри, тотален хаос со вработените, не знаеа вработените веќе кого да слушаат. Сите одлуки беа преиначени, беше моќта беше манифестирана кој кого ќе слуша, луѓето беа ставени во незавидна ситуација. Овој последниот хаос што се случуваше со сите овие поделени решенија, па да мораше дури владата да реагира со укинувањето и на крајот ова од претседателот Иванов. Меѓутоа морам да прашам, ќе ја реши ли политичката криза? Одговор дадов на ова прашање. Кажав дека во овој момент многу е важно граѓаните како ќе ја испреципираат целата оваа состојба. Имаме ли сила и свесност и ние граѓаните после сето ова лудило? Мислам дека на граѓаните ме преку глава од криза, од кризни состојби и така натаму. Секој од нас посакува да немаме вакви проблеми и едноставно да се посветиме на убавите нешта во животот и на нештата што ни значат и што носат прогрес. Ова не носи прогрес, ова носи само назадување на работите и буквално се статус кво се чека. Не човечко, дури до тој степен дојдовме да имаме и нечовечки однесувања, затоа што не можете буквално да излезете и без страв дека може некој да ве нападне или без страв дека може некој нешто да ви стори и без да има причина можеби за тоа. И без да ве етикетира на едната или на другата страна. Тоа плюс етикетирањата веќе одамна ги имаме пребродано, меѓутоа веќе тука е играта на страв. Стравот дека нешто може да ви се случи вами на вашето семејство и тоа е она што можеби е клучниот момент за оваа политичка одлука. Пак ќе кажам, можеби презадоцната, меѓутоа никогаш не е доцна да се стави крај на лудилото кое што нима зафатено сите. Политичката криза може да се надмине само ако имаме трезвени граѓани кои што знаат да не подлегнуваат на сценаријата и на хушкањата кои што ќе ги има во периодов. Политичката криза ќе се надмине ако сите институции бидат ставени, односно вратени во нормала и ставени би рекла впрегнати во заштита на националните интереси. Затоа што институциите се државни институции. Тие не се институции ниту на Зоран Заев, ниту на Никола Груевски, ниту на Емил Димитриев, ниту на Али Ахмети, на ниту една партија. Тие се институции на државата. И оттаму сите граѓани кои што работат во тие институции треба да водат сметка за тие интереси пред се и над се, а потоа нормално да видат каде е и нивниот интерес во целата таа приказна. Меѓутоа, ние ако
имаме стабилни институции кои што се посветени на креирање и градење на национални политики од национално значење, ние ќе успееме да надминеме не само оваа криза, сите идни политички кризи. Македонија нема да запре само со оваа политичка криза. Ние сме вечит плен и желба за интерес, сфера на интерес на бројни, рекла, центри на моќ, и геостратешки сме така поставени, и историски сме срдисани од сите страни, имаме секогаш некои непријатели кои што сакаат да ни нанесат зло, така што Македонија нема да биде сега последен пат ставена на политички тест за тоа колку е способна да ја надмине кризата, меѓутоа ова е сериозен тест. Ако сега не успееме да го надминеме, кризата и да се справиме со тестот, ништо не правиме. Така што каде е клучот на решението? Клучот е во избори, што е можно побрзо, односно на 5 јуни, институциите на системот во меѓувреме да си ги преземат работите сериозно, одговорно и онака како што е по устав и по закон, со владење на право. Сите оние, би рекла, спорадични обиди, бидејќи сега со ова се стави, би рекла, дел на едно сценарио, односно еден дел од сценариото. Меѓутоа сега ќе следат уште, ќе има уште инфилтрирање на луѓе и од страна. Значи институциите на системот мора да бидат побудни. Не смеат да бидат заспани, треба да си ги сватат своите надлежности така како што им се предвидени и морат многу побудно да ја следат состојбата. И контраразузнавање, и разузнавање, и МВР, и одбрана, и сите институции, владата, сите институции кои што ни се сега на располагање во ваква критична ситуација да бидат на штрек, да бидат во состојба на будност, за да можат во вистински момент да направат вистински чекори, да реагираат, па ако сакате да реагираат и со конкретни процедури, механизми кои што стојат на располагање. Откако ќе завршат изборите, прво опозицијата мора да се размисли што прави. Значи, таа не смее тврдоглаво да инсистира на овој бојкот кој што цело време ни го нудат како спас. Толку ли не научија лекција од од сопствените грешки? Значи, тие бојкотира, односно имаа план за бојкотирање веќе 10 години со истата грамофонска плоча. Истото тоа расипана грамофонска плоча, врти, криза, пролонгирање на избори, криза. До кога? Значи, толку ли не научија дека тоа не пали, дека тоа не е во игра. Политиката има надминато, има, би рекла, многу години отидено напред, ако не и децени, отидено напред. Значи, СДСМ ќе мора да се ребрендира. СДСМ ќе мора внатрешно да направи буквално нов бренд. Силна позиција во интерес на државата. Дефинитивно, опозицијата можеби е поважна во некои моменти од власта. Зошто? Затоа што опозицијата треба да биде таа која што треба да ја бутка власта кон нови политики, односно кон нови успеси. Затоа што власта секогаш по силата на времето може да заспие, во одредени моменти знае да едноставно се залегне, би рекла, да се комотно да се чувствува и така натаму. Доколку опозицијата не е таа која што ги бутка работите, ги постојано ги контролира процесите внатре, немаме ефикасна држава, немаме силна држава. Опозицијата е многу важна алатка во системот. Од тука тие мора час поскоро да ја сватат тежината, сопствената тежина, да направат прочистување внатрепартиско, доколку не е успешна оваа гарнитура, да најдат сили, да смогнат сили. Има таму многу успешни луѓе. Во СДСМ познавам многу успешни луѓе кои што знаат точно и кои се слабостите на системот, и кои се опасностите и така натаму. И може да предизвикаат внатрепартиски пресврт со цел да се преземат работите и опозицијата да тргне на подобро. Бидејќи со ваква опозиција ние дефинитивно сме заглавени во се поголема деструкција. Една одлука на председателот може, опозицијата да ја искористи со овој тврдоглав обид на обстојување на својата политика, а таа е уствари политика која што и најмалку чини пари, најмалку чини труд. Тие работи кои што им се дадени во раце да ги искористат, ги користат само, и тие се само марионети кои што се злоупотребени во системот. Не треба многу мозок да употребат за да понудат нешто ново. Токму затоа мислам дека СДСМ е време
ако не сега на наредните избори, да си направи едно ново ребрандирање, ново освежување и со нова енергија да тргнат во, би рекла, во една подобра позиција како опозиција, ама подобра позиција за себе. Не се подобро за сите нас, да се надеваме дека нема да се наоѓаме во вакви политички хаос. Уште еднаш видовме дека ова нигде не води и дека е време можеби да се стабилизираат работите како што кажавте. Благодарам многу професорке за гостувањето вечерва и што се обидовме на гледачите да разјасниме што ова одлука на Иванов значи. Како што рековте, ќе почекаме, утрото е помудро, ноќта е дека ќе преспијат и нашите политички лидери и дека сепак на крајот сите ќе увидиме важноста на оваа одлука на председателот Иванов. Ви благодарам што овие час и половина речиси бевте со отвореното студио. Се надевам дека успеавме да разјасниме некои работи. Секако ова и во текот на утрешниот ден ќе биде тема на денот. Очекуваме да видиме како ќе реагираат странците, односно и како председателот Иванов ќе се постави кон странците кои што ќе бидат заинтересирани зошто е донесена оваа одлука. Затоа останете на фреквенцијата на телевизија Нова и понатаму. Ние постојано консултираме експерти, постојано имаме живо јавување, постојано ги следиме сите информации што се однесуваат на Македонија, но и на светот. Затоа не го менувајте каналот. За помалку од неколку минути следува и ново издание на вестите на телевизија Нова.